Ако градобиниот авион беше пуштен на време, и штетите врз родот ќе ми беа помали, бидејќи многу пред невремето се гледаше каков е опасниот облак и каде ќе прави беља, раскажува револтираниот Амза Тешекановски од Прилепско Канатарци, кому вчерашното невреме му предизвикало сериозни штети врз тутунот, бостанот и пченката. Авионот да стасаше предноуше кога тополша не грмна, дури натре во куќа да се дрмеше куќата се такво грмеше. Се каица, то огромно, до 9 до 10 км се каица од озгора, надолу. Огромен беше облако. А не знам што го направи. И затоа оштетите сега големо оштетите. Штети од вчерашното невреме претрпел и Куч Бајрам. Кај него најмногу настрадали пиперките. Вели дека на површина од 8 декари родот му е уништен над 80%. Ова е сега првото, требаше да се бери, сега нема ништо да остани, овие што се вака, овие ќе скапат. Втора берба нема ништо, пошто нема, гледај, цвет нема ништо, све е попаднато. Ако остане на крајот нешто, и то ќе биде 2 денари, 3 денари. На крајот нема ни рачин да обериме тоа. По вчерашното невреме со слична мака се соочил и Беџет Исламовски. Тој се пожали дека најквалитетните раце од родот на тутунот му се оштетени. Стравува дека при откупот ќе биде уценуван од откупувачите. Вчера ме фате градо, околу 50 декари тутун ми е насадено, уште третата и четврта најквалитетниот тутун ми е удрен од град. Откупите, да речам, од пример тутунот кај што ќе предаеме, ќе му уценат, ќе ми речат дека град е удрен, место да оди двојка, ќе оди тројка. Инаку, заради недовербата во осигурителните компании, на поголемиот број земјоделци од овој крај, родот не им е осигуран.